Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме лазањи. Сите знаеме како се прават лазањи и луѓето на кои тие не им се допаѓаат се навистина малобројни, но секој готвач има посебен рецепт или штос. Еве ја нашата скромна понуда за овој класичен рецепт. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 18 листови лазања, 1 супена лажица лук во прав, 2 супени лажици оригано, 500 мл доматен сос, 1 кг мелено месо, 1 литар млеко, 75 грама путер, 50 грама брашно, сирење кој ќе го ставиме врз јадењето, сол и бибер и маслиново масло. Почнете го рецептот со подготовка на месото. Овде користиме телешко месо, но можете да ставите и свинско, па дури и мелено мисиркино месо за исклучително здрава верзија на ова јадење. Пропржете го месото да зарумени, додавајќи му оригано, лук во прав, сол и бибер. Пржете ги состојките неколку минути, а потоа додадете го доматниот сос. Покријте го и оставете го да крчка. Следен го правиме белиот сос, односно бешамел сосот како што гласи неговото класично име. Во сосот нема да ставиме сирење, туку ќе ставиме само врз лазањите на крајот. Почнете со топење на путерот со маслиново масло, а потоа ставете брашно. Комбинирајте ги додека да добиете ретка течност, а потоа почнете да сипувате студено млеко за да создадете густ сос. Полека згуснувајте го. Немојте да ставате премногу млеко одеднаш. Густината на сосот можете да ја контролирате со тоа колку бргу или бавно го сипувате млекото. Време е да ги наредиме лазањите. Почнете со 6 листа лазања на дното на тавата за рерна. Повторете ја постапката за уште 2 слоја, а потоа прелите го белиот сос преку целата тава. На крај ставете оригано и рендано сирење од озгора. А еве и еден совет. Немојте веднаш да ставате тавата во рерна. Оставете го сосот да спадне и пастата да ги впие вкусовите. На тој начин процесот на подготовка можете да го започнете уште пред да го ставите јадењето во рерна. Со тоа нема да се овозможи преливот да изгори подоцна додека се печат натрешните слоеви. Ставете ја тавата во рерна и печете на температура од 150 степени 45 минути или додека од озгора да стане крцкаво и извадете ја од рерна. Време е за сервирање. Ставете обилна порција начинија. На чинијата наредете и неколку листа како гарнир, но лазањите сами по себе се комплетно јадење. Нема потреба од премногу прилози. Со ова јадење лесно ќе се најадат 6 до 8 возрасни луѓе. Не знаеме за вас, но нам ни се чини дека лазањите се исто толку добри студени од фрижидер следниот ден. Пробајте ги и не заборавајте. На сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели.